И затоа, во една случка, кога имам Ибрахим ибн Едхем, имал ученик се викал Шекик. И му вели Шекик еден ден, вика, учителе, мора да одам на работа. Рече, да одиш на работа, да храниш фамилија. И тргнал Шекик да оди на работа, да патува по земја, и кога во едно место гледа една птица слепа. Како живе ова птица? Слепа птица, а живее. На кој начин обстојува? Чекај, че размислам и че ја гледам и че ја пратам и следам незината ситуација. Како живе ова слепа? И вика, во еден момент доаѓа друга птица, во клун држи инсект и го става во уста. Рече, субханаллах, Аллах никого не го губи на земјава. Гледаш, слепа птица, Аллах пушта друга птица. И му носи инсект, храна и му остава клун. Рече, тогаш нема потреба да одам на работа. Ќе се вратам назад во град. Кога се врати, утре дента го гледа учителот Ибрахим ибн Едхем, му Шекик, нели рече ќе одиш на гурбет на работа? А рече, видов еден случај, сватив дека рискот од Аллах. Што виде? Видов слепа птица, живее сама во пустина. И потоа видов птица друга која дојде долета со инсект во уста и даде на таа и сватив дека на тој начин таа живее. Рече, о, Шекик, зошто дозволуваш да бидеш слепа птица, а не бидеш она птица која носи? Зарем не знаеш што рекол пегамбер алейхиссалату веселам? Ел једул улја хајрум мин ел једи суфла. Горната рака е подобро од долната. Она рака која дава е подобро од онаа која чека. Зошто да бидеш слепа птица кога Аллах ти дал очи, ти дал способност? Зошто ние, муслимани, да чекаме некој друг да ни произведе, ние да имаме? Зошто ние не сме тие кои произведуваат? Зошто ние не диригираме? А пегамбер алейхиссалам не учил на тоа. Кога дојде во Медина, евреите го има пазарот. Евреите диригираат со пазар. Уште тогаш, пред 14 века. И денеска, тие диригираат со пазарот. Светски пазар, со цени, со инфлации и така со берзи. И вика пегамбер алейхиссалам, худу сука мин једил јахуд. Вика, земете го пазарот од рацете на евреите. Како да го земете пазарот? Вие да бидете добавувачи. Вие да бидете доставувачи на роба. Вие да диригирате со цени. Не тие да управуваат со вас. Затоа е многу важно да човек, било да е умирачка, било да е риск, нафака, треба да свати дека се е запишано. Меѓутоа, тоа запишано само Аллах го знае. Од нас што се бара? Како некој што се ако се знае кој ќе оди во џенет, во џехенем, зошто кланяме? Ако све е запишано, јас во џенет, тој во џенет, тој во џенет или тој во џехенем, зошто да работиме? Пегам рекол, и'малу фа куллу мујассар лима хулика лаху. Тоа е запишано кај Аллах, а ваше е да работите за она што сте подготвени.